Светскиот ден на здравството годинава е посветен на депресијата. Мотото на Светската здравствена организација за Светскиот ден на здравието гласи "Депресија, ајде да зборуваме", со цел што поголем број луѓе кои имаат симптоми на депресија да побараат навремена помош. Како што истакна доктор Ванчо Ристов, директор на Здравствен дом Радовиш, потребно е да се издвојуваат повеќе средства за ова заболување, да се отвораат повеќе центри за ментални заболувања и да се ангажираат повеќе психолози и психијатри. Мотото на Светската здравствена организација за ова година е "Депресија, ајде да зборуваме". Според податоците кои ги добивме од Светската здравствена организација, годишно процентот на депресивни луѓе се зголемува за 20 до 30%. Во последната деценија депресивноста е зголемена некаде за 20 до 30%, а сега во светот боледуваат околу 300 милиони луѓе од депресија. Замислите, за 10 години би имало нови 60 милиона. Тој истакна дека во Здравствениот дом во Радовиш организираат посета на психијатар 2 пати месечно во договор со клиничкиот центар од Штип, но вели дека има потреба од повеќе, бидејќи се поголем е бројот на луѓе кои патат од депресија, како резултат на стресниот начин на живот во денешно време. Светската здравствена организација годинава посебно внимание посветува кај лицата кои се најосетливи, како што се адолесцентите и младите луѓе, жените во репродуктивен период, особено по породувањето, како и старите лица. И ние дури оваа година ова мото го апелираме до нашите политичари, до нашата земја, Република Македонија, да се зголемат средствата за издвојување на буџетите, заради тоа што имаме се повеќе и повеќе депресивни луѓе. Што значи дека мора Фондот за здравствено осигурување да издвои повеќе средства, да отвориме секаде така наречени дневни центри, да ангажираме психолози, психијатри. Ристов истакна дека проблемот во ненадминувањето на депресијата е поради тоа што луѓето не зборуваат со своите најблиски за сето она со кое се соочуваат во животот. Тој смета дека здравствените работници треба да бидат подостапни за разговор со пациентите кои патат од ова заболување и дека особено за младите емоционалната интелигенција е подеднакво важна како и социјалната, но важна е и комуникацијата со другите луѓе.